Добро утро, почитувани слушатели, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Утре имаме една многу интересна тема. Ние обично бегаме од темите, Ивица, експерти, розенкројсери, масони, илуминати и така натаму, но председателот Пендаровски не принудува да се... Што да правиме сега? Да видиме. За тоа каков председател имаме, сега ќе ви давам една кратка на почетокот. Една кратка информација за тоа што се случуваше во последните неколку денови. Првенствено, пред 3 дена, подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски јавно му фрли ракавица на Стево Пендаровски и побар од него да каже дали е вистина дека пред некое време, сега скоро, зборувам за денови максимум недели, рече Николовски, не месеци и години, бил посетен од еден стратег и подготвувач на изборни кампањи и анкети од странство. Тој по потекло бил од Израел, а кој што случајно во минатото, но и сега има работено во една соседна држава, рече Николовски, бил многу скап, па да го праша Пендаровски, нели, од каде го плаќа овој скап стратег. На ова, Ивица, внимавај. Внимавам, не го барам баш, вчера го истражував повака. Вели, вака, одговори експресно за неколку час. Ниту јас, ниту мојот кабинет сме користеле некогаш странски компании за правење на анкети, стратегии, ниту пак комуникацијски услуги од домашни експерти. Така ќе биде и за време на председателската кампања, нема да се користат ниту странски, ниту домашни комуникацијски експерти, ниту пак ќе се нарачуваат било какви анкети од нив. И сега одиме вториот дел. По оваа објава од Пендаровски, која беше јавно објавена на социјалните мрежи, Радио Лидер го објави идентитетот на експертот со кој се сретнал. Добро. Ковачевски. Пендаровски па сигурно и Ковачевски, тоа пакет, неговиот кабинет, од лице кое му е претерано блиско и да не речам дека било на таа средба. Станува збор за израелецот Асаф Ейсин, кој ќе работи на кампањата на Пендаровски. Нашиот извор ни рече информацијата која сподели Николовски е точна. Пендаровски имаше консултации со Асаф Ейсин. Не знам како се договори и како ќе тераат. Вчера медиумите почнаа да го прашуваат Пендаровски дали се сретнал со човекот кој ние го објавивме како Радио Лидер. И сега пази, од ние не сме се виделе, ние немаме ангажирано странски експерти, ние врска немаме, не се случило ништо. Вчера Пендаровски одговори, односно од кабинетот на Пендаровски одговорија, во однос на лицето за кое прашувате, председателот Пендаровски и соработниците го имаат сретнато лицето во својство на консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На средба која ја имаше организирано таа политичка партија, која и формално нели му ја даде поддршката на председателот Пендаровски за предстојните избори. Сега Ивице, од 3 ведена тврдење. Има странски експерти или нема странски експерти? Има бе како нема. Ама зашо вториот дел тврдеа дека нема? Бе види, па ова не ти стана тебе типично за Пендаровски? Подсети ме. Еве како тоа изгледа отприлике. Наутро имаме една изјава дадена од него, која што потоа почнува да се коментира низ медиумите и оди во една насока. Потоа има некој таен брифинг од некаде доаѓа, нели, кај што се вели дека можеби тој и не мислел така. Па тука почнува хаос, нели, некаде околу пладне. За некаде пред вестите да почне да се занимаваат, кабинетот да даде едно соопштение и да објасни дека тој не само што не мислел така, него мислел спротивното. И тука ни прави проблем во нашите емисии. Ние нели почнеме на Сабеле во 8 сат, почнуваме со едно, не знаеме како ќе заврши. И утредента, додека утредента кога треба да заклучиме, нели, емисијата, кој бил ставот на председателот, толку сме сите збунети што не знаеме ставот. Еве, ти текнува која рече Сабелето не размислува се кандидира
за вечерта кабинетот да каже дека не рекол дека не И размислил. тука ја почнав да ги собирам од блозите дали ќе се кандидира или не, па после ги враќав парите. Ја добив пица. Таму молим те бележи. Да, ти доби пица, а ја више ги собрав парите, па така што, значи, сега се наоѓаме во се забрзуваат фазите. Значи сега сите овие фази се во едно предпладне. Од не се сретнав до се сретнав. Од не ангажиран до ангажиран и така натаму. Така што ја вчера, знаеш, го знаеш мојот став за овие луѓе. Нашиот шефот на нашето интелектуално јадро дури ме критикуваше, се сеќаш што ги нареков проби свети, а ја па бев дипломатски дури настроен. Полошо мислам од проби свети. Сега само не можам тоа да го кажам. се вратиме на тоа. Ама вчера на пример цело време барав за овој човек, таман да ги засилиме овие работи во јавноста, ќе пуштиме се некои буви. Се извинувам на изразот, тоа е нели градски чаршиски израз, нели. Ќе пуштиме некои гласини за тоа за какви луѓе станува збор, меѓутоа во секој случај ајде да ги пробиеме митовите. Ние сме меѓу другото радио кој што занимава со тоа пресметка со теории на заговор, заради тоа еве Љупче во моментов е еден од жртва на антиваксерите. Најпрославените луѓе на сајтовите на антиваксерите. Да. Ултранационалистите не го мразат поише, мене така. Помалце, добро. Има време веќе се докажеш. Ама добро, сум се докажал ја на времето. Сега сум знаеш на меѓутоа оваја, значи како се викаше на текнува истерувачи на духови, ние сме истерувачи на гласини и истерувачи на теории на заговор. Ајде, еве, оваа емисија ќе посветиме на тоа, но претходно да се вратиме, значи 5 години се занимаваме буквално со ова. Кој е ставот на председател? И ова, и се знаеш, десило ли, не се десило ли? И на крајот мислам дека нам се обидувавме на секој начин, анализа, па модели, па ексели, едно друго. На крајот најверојатно земаме знаеш онака еден круг вака го вртиме и фрламе пикадо. Кај кодри пикадото, поверојатно е тоа, него ли било која рационализација на тој кој е ставот на председател во случајот со израелскиот експерт. Значи, да. Прво, со потврдата од вчера, он ја детронираше својата партија. Затоа што прво зборуваше дека нема што да се фрлат, не фрлало он пари на странски експерти, бил против странски експерти. Вчера вика, ама не, тој не е, вика, мој, тој е на СДСМ, не Барестево е паднат од Марси, е кандидат на, не знам, на македонски концепт. И тој е на СДСМ и ние се видовме, пошто СДСМ мене ме поддржа. Не сваќаш? Да, како не разбирам. И сега ти гледаш и викаш, чекај, човече, пред 24 часа кажа дека не си се видел и дека немаш добро, странски експерт. ова додржало, види, 24 часа, ако додржало, тоа е, види, рекорд е. Ама не, дури да постават новинариве прашања, знаеш сега како е. До сега тука има еден друг елемент. Да чуjem. Како СДСМ ќе го плати овој експерт? Од каде им пари? Затоа што денес работењето и плаќањето на овие кампањи веќе регулирано преку ДИК. После ќе дискутираме тоа зошто Силјановска 30 пратеници ја поддржаа, нели? Испадна истева е така. Ама не мора да е така, затоа што ако не е така, минутите што ќе ги имаат на медиумите и парите што ќе ги добијат од ДИК за политички маркетинг ќе им бидат како група граѓани да ги предложила, односно ќе делат 10% заедно со другите. А вака, затоа што за нив стојат политички партии, парите што им следуваат во кампања за реклами на Пендаровски и на Силјановска се истите пари кои иследуваат врз база по освоен пратеник на партиите. И поради поголемиот буџет кој значи, ќе го имаат... практична причина е ништо повеќе. Законски практично, затоа што на партијата иследуваат парите. Јасно. А вака ќе биде као независни поддржани од партија, но не и се тоа не е важно. Да се вратиме на ова. Еве сега нешто ексклузивно ќе му кажам и на Пендаровски и на Ковачевски кои го ангажирале Асаф Ейсин. Истиот овој човек, освен што е ангажиран во Србија, пред тоа бил негде во Романија натака наама, па таму у Романија некакви судски процеси се водат за некакви измами. Истиот човек бил ангажиран и од Никола Груевски. Не сум знал за ова. И тоа бил ангажиран од Никола Груевски пред падот на владата на Никола Груевски, така што се поклопуваат периодите. Како да им кажам, и истиот човек
го има излажено Никола Груевски дека ќе го спаси. Ептен го спаси. Толку многу го спаси што мораше да бега од држава. Ептен го спаси. Едно спасување што Мислам ако е добро се, значи според тоа што дошло до нас, така. луѓето кои тука во Скопје соработувале со него во владата ми се јави откако ја го објавив кој е. Ми рекол овој е преварант. Овој вика го лажеше Кој Груевски. тие таквите не е преварант, бе се Љупчо, ајде да бидеме искрени. Кој тие таквите не е преварант? Ке дојме до тоа, ајде. Но еве да не ги спасуваме СДСМ, нека си плата таму. Еве може ќе ги спаси па нив, може нив нема да излезе преварант, се знаеш. Да не ги како се вика тоа, да не ги обесхрабруваме. Добро, види. Што знам што све не вирее во однос на плаќањето, во однос на целата таа транспарентност. Што мислиш, Ивица? Како сега СДСМ ќе каже од кај им се парите за да го платат тој човек? Па мислам дека ќе бегаат, нема ништо да кажат. Ти што мислиш? Мислам нешто исто, но прашањето е тука и кривично може и така натаму. Транспарентноста е значаен дел од изборите. Бе, сега, боже мој, сега секој си живее со тоа што го направил, знаеш, одлуките што ги носиш во животот, те дефинират кој си ко човек. Немаш да бегаш од тоа. Што му донесеш некоја одлука, држиш до нејзе. Значи, си живееш, значи, секојаш треба да си свесен. Кога носиш големи одлуки, мали одлуки, средни одлуки, не е битно. Тоа е тоа што тебе те дефинира, нема бегање. Ке каеш, сум го направил тоа и, значи, не си детенце, па сега го историв, не го историв млекото. Нели? Не бев јас да сам. Да, не бев јас да сам беше. Ако го ангажирале, треба да одговорат. Како го ангажирале? Усвари не е битно тоа. Битно е само со кои пари го платиле. Јавноста тоа треба да го дознае. Да, они имаат право да го ангажираат, да се имаат право да го ангажираат. Меѓутоа, затоа што станува збор за политика, да е бизнис е друго. Мада ако е берзански бизнис, пак е исто како за политика. Интересот на јавноста, зошто токму тој е ангажиран, на што ќе работи, е легитимен. И легитимен е притисокот да одговорат. Затоа што партиите се финансирани од буџетот. Не само и тоа. И тој ќе биде платен со наши пари. Не само тоа. Партиите се запчаникот на пренос помеѓу општеството и државата. Значи партиите сами по себе, или често знаат политичарите да кажат некој не треба да не се мешува внатрешните работи на партијата. Нема таква работа. Партија е јавна институција, подлежи на критика. Нема, значи ти кога се бориш за власт, која што се однесува за сите нас, нема внатрешни работи. Независно што имате вие членство, менство, едно друго, така, се е јавно. Се мора да е 100% транспарентно. Нема внатрешни работи на партија. Се е јавно. Исто и берзански бизнис, нема внатрешни работи. Се подлежи на истрага. Не само од Комисијата за хартија од вредност, од целата јавност. Ако некоја фирма излегува на берза, ја можам да вложам во таа фирма. Се треба да знам околу таа фирма. Така е. Партија, Тоа што кај нас е недоволно транспарентно е тоа е друга друго, работа. да. Меѓутоа, партија е исто. Партија која што претендира да стане дел од власт, да управува, да одлучува за мојот живот, нема внатрешна. Добро, Ивица, што може да смени? Еве се, си бил ти и во политички пиар, си бил портпарол на влада. Пред тоа си работел на политички пиар, али добро, маркетинг, да. Си бил активен во повеќе кампањи во земјава. Си, значи, ги знаеш работиве. Што може овој магионичар, волшебник од Оз, израелски да смени во нашите избори? Ништо тотално. Више не знам по кој пат ќе зборувам за ова. Ајде. Значи политиката произлегува од културата на еден народ. Од од националниот дух, не знам како да го наречам, на еден народ. Значи не може вие да водите политика, ве катапултираат, нели? Вие доаѓате со подобрам бам во Македонија и одеднашка тука водите некоја мастер кампања, ги менувате работите. Нема тоа. Не постои тоа. Добро, со Амстердамската тројка тоа се случи. Како се случи? Ајде шо? Како се случи? Добро. Значи не постои таква работа. Значи точно е дека да речеме некаде употребиле некој нов трик, појма немам, некои социјални мрежи, некои, знаете се. Ама нема врска тоа. Сето тоа треба да се прилагоди на локалните. Постојано ги гледам примери, на пример, ги следам овие политички, како да кажам, мој политички пиар како некако професија, како хоби некакво ми е. И сега имам прочитано многу книги на темата. Сум ги следел активностите на најголемите, нели, спин доктори политички од светот. Не знам дали станува збор за
Алистер Кембел или за Линтон Кросби и така натаму, станува збор за луѓе кои секогаш работат во најмала рака во говорното подрачје во кое функционираат. Да. Знаеш, на пример, еве, конзервативците во Велика Британија го има ангажирано Линтон Кросби кој е од Австралија. Да, Сега, пак. Знае, и Утна ако го ангажира. Утна. Знае, ме разбираш што сакам да ти кажам. Еве ќе ти кажам една работа. Значи, секогаш добриот джабе. пиар Джабе. извира од општеството во кое Джабе. потекнува. Джабе. Затоа што ој дечко може да е најпаметен на свет, да биетот на Охригени дури да го разбере ќе треба да поминат 5 години. Таму на Охригени, а кај се Прилепчани, а кај се Велешани, а кај се Скопјани, знаеш Значи како да јас ги на објаснам? мои 46 години уште не можам да го разберам табиетот на Охриѓани, ќе си кажам најотворено. И Да. цени како се Да. формираат тоа. Не можам ни да го разберам. Аудитингот во Искрено е со целата. тебе постојано зборувам, не можам да го разберам табиетот на аеродромци. Да. Затоа што сум од Карпаш, па сега за Охриѓани ке зборуваме. Добро, да баталиме шегите на страна, иако и не е баш целосно шега, мораме да кажеме се тоа. Не, што има зборуваме, тука. Да. Абе, еве ти еден прост пример. Во животов, пред некој ден ме праша еден пријател и броев колку пати сум бил на подлог престој во државата, стигнав, значи, на подлог престој, значи, повеќе од 3 месеци, 9 пати сум бил до сега. И еве ќе ти кажам што се случува после, може би не после првиот месец. После иако веќе после третиот месец кога ти не престојуваш во својата земја. Значи Ти од овде губиш контакт. Значи не тоа само што го губиш контактот, него кога ги читаш вестите, Лјупчо, веќе не ја чувствуваш атмосферата, средината каде што таа вест се случува. Актерите полека ти се губат. Знаеш, кои се луѓето, што се луѓето и така натаму. А политиката е работа на моментот, пази. Работа на моментот. Ти ако не знаеш што се случува во моментот, ти џабе си таму. Ти не знаеш ништо. Не знаеш ништо, да. Така што овие во новинарството ние велиме нема ништо постаро од вчерашна вест. Така. Значи нешто од вчера што е веќе бајато. Информацијата која вчера ја прочитале сите, денеска Значи пази, бајат. пак ќе кажам, македонскиот ми е мајчин јазик. Тука сум роден, тука сум школуван, тука сум израснат. После само месец дена престој на друго место. Веќе полека ти се губи, ти се изместува. Веќе до крај не можеш ти наслутуваш, Добре, кој е разбираш? бизнис моделов на ваквите како Ейсен? Многу едноставен бизнис модел имаат, влетуваат, викаат, нели, и јас сум направил тој да победи, вака беше 20% беше испод, победи е 2 и еве сега тебе ќе ти помогнам Ти ќе победиш. со методите кои што јас ги имам разработено. И сега треба да се најде некој будала што тоа ќе ја плати. Тоа е моделот. Еве, на пример, ќе ти кажам ја, што ми е најсмешно мене во моментов. Во моментов, кога ќе седне човек, дури и со некои ликови што ги мислиш дека се интелигентни и паметни, од албанската или од српската опозиција, па и од унгарската опозиција, ќе ти кажам. Не овој, некој друг лике. Исто така израелец, нешто. Тој му е учител. Аха, учител. Да, учител му е. Абе, чекате, насмеам сум. И знаеш, седнаш со нив и викаш, знаеш што, Еди Рама, Вучич, Орбан, не е битно. Некој да ви е тројца. Го користи тој израелец, нели, за политички консултант. Негова експертиза е разбивање на опозиција, затоа е ситуацијата таква како што е. И сега зависи, понекогаш не си близок со тој човек, нели, со кој што зборуваш, понекогаш си близок. Ако си близок, ќе ви кажам кога сум близок, што им кажувам. Кога не си близок, викаш, да, стварно, добро, кој е тој човек и гледаш да заврши муабетот и да најдеш некој друг соговорник, така. Ако си близок, му викаш, добра, кажи ми нешто, еве. Не, лик од опозицијата од Србија, од партијата на Тадич, многу ми е близок. И ми го вика истово што ти го збориш. Ево што го збориме, знаеш. Консултант, вака. Он таму се магија ќе направи. И ја му викам вака, добро, објасни ми една работа. Дали на Вучич му е потребен израелски консултант за да се справи со вас со опозицијата кој што се корогови со веќе со години, или доволна е вашата глупост и фактот дека вие не можете да договорите за он да се победува на изборите. И до сега, знаеш, онака прво нели имаш контра-монтра, па после на крај ќе дојме до заклучок дека никаков консултант не е потребен. Знаеш што ми е многу Едноставно што е работава? Ни во Албанија, ни во Србија, ни во Унгарија.
опозицијата не склопила приказна, не нашла лидер за да ги победи Рама, Вучич и Орбан. Ивица, знаеш што е Која ќе се најде клучното лидерот тук? или лидерката ќе ги Се, победи? тука уште една мистерија има. Која? А тоа е, овој консултант работи за Александар Вучич. Така? Да. Значи работи за Вучич. Се уште е таму, според пишувањата на српските медиуми, тој е се уште советник, мак, нели, за политички маркетинг на Александар Вучич. А ние овде ја имаме најпрозападната СДСМ, се најпрозападната партија во универзума, дури се прозападни од тие од запад. Да. Како бе сега на Вучич консултанти ви ги бираат? Тоа е второто важно прашање. Нели тоа Србија, Русија, па цели пропаганди по телевизии контра Србија ни се прават. Орбан исто. Антизападни елементи биле и така натаму, ако некој не знам отишол се сретнал со Вучич, тој бил антизападен политичар. Па не знам српскиот свет го критикуваат некакво србите тука нас ни правеле заговори, се окей. Милион емисии си изнаслушавме за таа тема, милион тези, милион пишувања. И сега го викаат на крај на Вучич консултантот. Како ова вака? Знаеш, ај да го викне консултантот на, не знам, на Интересно е што на види. Трудо. А го викнеле овој што разбива опозиција или нешто го Па викнеле за не Ово изгледа предходница. предходница, овој, добро, да. Но, многу ја разби опозиција, ги видовме анкети вчера, најново едно разбивање што и направија. Пуздер ја направи опозицијава, само 3:1 се у моментов губат од неа. Ама не, суштината е дека прво, кога вие не сте сработиле ништо, кога една шајка не сте заковале, 1 километар кога вие не сте сработили ништо, вајстино ништо. вајстино ништо, добро. кога не сте заковале една шајка, кога не сте мрднале во европските интеграции на земјава, кога не сте отишле да донесете ниту една странска инвестиција, туку само преваранти носите во држава и парите кои тие си ги извлекуваат па ги враќаат наваму за да не плаќаат данок, ги представуваат како нови инвестиции. Ама има и локални преваранти, се не заборавај тука. Добро. Која фабрика за автомобили најавувате па раскинувате договор, кога на Бехтел и Енка и плаќате пенали затоа што се уште немате експроприација извршена, знаеш дека Бехтел и Енка не работат ништо и сега секој месец држава им плаќа пенали затоа што не работат ништо. Липче, тоа е модел. Значи, од 2017 година не работат ништо ни кинезите на Кичево. И сите си наплаќаат пенали. И видиш како, не е точно дека они се прозападни, напротив, они прават балансирана политика. Они не прават ништо, плаќаат на кинези, не прават ништо, плаќаат на американци, не прават ништо, плаќаат на турци. Значи, ние сме неврзаните, да. Ние им плаќаме на сите без да работат. Значи, ние сме во моментов најнеутрална земја во светот. Значи, дојдете во Македонија, потпишете договор за изградба на инфраструктура. Не работете ништо, пари и ние за ќе ви гарантираме. платиме. Така. Ова е Види, има ли попријателска земја во светот од Македонија под власт на СДСМ? Меѓународниот бизнис се тепа да работи, да не работи, вака да заработува. Да. Пошо, знаеш? Да. Кина автопат не работат ништо, нема проблем. Да. Единствени кои што работат, а не добиваат пари, се македонските градежни компании. И не знам дали знаеш, автопатот Скопје-Штип уште не е платен. Затоа што не е направен технички прием. Се вози колку едно 5 години, така? Без технички прием. Виши луѓе испогинаа по него. Да, и не само тоа, више устеше ќе отидат овие македонски некогашни градежни гиганти. Зошто? Затоа што не е направен технички прием. Сега. Кога вие се ова, односно се ова не сте направиле ништо, имате позади себе единственото портфолио на успех ви е портфолиото на криминал и корупција, сега на крај ќе ве спасува некаков израелец. Да. И сега израелецот што ќе ни докаже дека вие сте сработиле нешто, дека се произведуваат електрични возила во, како се викаш ова? Во Тетово? Во Тетово? Да. Дека има Формула 1 трака во Лисиче, дека Google, Facebook и кој беше третиот? Google, Facebook и Apple, така беа? Да. Работат во кај Јово Деспотовски узонава? Да. Тоа ќе не убеди израелецот, што ќе не убеди? Да, тоа ќе. Дека
потрошувачката кошница ни е 1000 евра стигната, дека најголем дел од фамилиите во Македонија заработуваат 1000 евра. Да. Тоа ќе не убеди? Да. Еве, колку фамилии во држава имаат приход од 1000 евра месечно? Колку? Нека кажат. Многу малку. И Формула 1 заборави, не заборавив како. Јас дури се надевав, се радував, викам ќе има кај да тренира, еве син ми може еден ден ќе биде Формула 1 возач. Се почна со влезот на Facebook и Google. Не, се почна со чочекот. Добро, У тунел. после беше. Тоа е Mother of all evil. Таму почна се. Таму свативме дека станува збор за лудаци. Да. Од таму почна се. Но Имаше една, знаеш, песна од партизанска: у тунел усред мрака си ја звезда петокрака. Значи во тунелот насред мракот блеска звездата петокрака. А овдека беше чочек, така? кога сме кај звездата петокрака, Да. се останува да видиме која е платформата, нели, што ќе ја понуди Стево Пендаровски на нас како граѓани, што различно ќе ни тој вели немал никакви стратешки промашувања во изминатиот период. Полека. Подписот на измената на кривичниот законник не е стратегиско промашување? Значи, пази, тој вели дека сака да направи разлика измеѓу него и Иванов. Иванов подпиша амнестија и влезе во тоа, свесно, рушејќи го својот рейтинг, со една цел: да ја исчисти македонската политичка сцена од ликови кои што може да бидат оценувани заради своите акции во политиката. Свесен ризик, така? Да. Подписот на измените на кривичниот законник на Стево Пендаровски беше во суштина ратификација на одлуката на Иванов, од која се случија сите глупости кои што тој сакаше да ги превенира со кажи го де, со амнестијата. Меѓутоа, тој не излезе да каже зошто тоа го подпишува. Со образ, вака да излезе да каже, еве затоа. Еве една стратегиска грешка која што е колку има? Нема ни 6 месеци, така? Да. Да одиме на назад. Не, Нема глупости. Јас еве, ако платформата е дека нема стратешки, обично знаеш како кој имате еден мандат позади себе, ви треба да се пофалите со тоа што сте го направиле, а не со тоа што не сте го направиле. Да. Главната теза на Пендаровски е се фали со тоа што тој наводно не го направил. Што направил? Ајде да што направил, ајде. Во проценката на фигури, ја не можам да тврдам од денешен аспект, нели, на 21.3.24, не можам да тврдам дека Гордана Силјановска Давкова направила или не направила стратешки, нели, промашување, затоа што таа не била председател. Не била председател, меѓутоа види како... Може би, извини, Добро. може би ќе биде и полош председател од Пендаровски, тоа останува да видиме. Но, за разлика од Стево Пендаровски, Гордана Силјановска Давкова нема багаж. Тоа е едно. Второ, можеме да ги споредуваме. Каков беше мандатот на Стево во собранието, а каков е на Силјановска? Види Силјановска. Како пратеници, ако ги споредуваме, тука има... Таа, ако ништо друго, имаше впечатлив пратенички мандат и не само тоа, види. За прв пат ја гледам, после години, за прв пат гледам пратеник кој што има еден однос кон цивилното општество што не сме го виделе порано. Пази, еколошкиве организации, не овие еколошки што се врзани со партиите, квази еколошки, вистински еколошки организации, кои што правеа нели свој извештај, предлози во собранието и така натаму. Нивните предлози кој ги канализираше во собранието? Силјановска ги канализираше. Да не зборуваме за низините настапи околу реформите во правосудниот систем. Или кога владава правеше стратегиски грешки кои беа низините говори. Од друга страна, што направи Пендаровски за време на неговиот мандат? Учествуваше во нелегалниот избор на Талат Джафери за председател на собрание, да, го видовме. Гласеше за промена на името.
глаш за промена името, па беше нешто координатор за НАТО, што беше таму нешто. Или па после издаде оставка. Да, имаше и нешто, свашта да. имаш. И види, и тоа ми е малку проблематично. Како тоа се ставам себе си на листа и барам глас од граѓаните за потоа да бидам координатор во владата. Малце ми е тоа чудно. Ај разбирам министар да бидеш. Знаеш, има логика да си на листа за собрание, а потоа да си министр. Знаеш што е логиката, Љупчо? Добиваш изворен мандат од граѓаните. И тој мандат после го носиш со себе во владата. Да. Затоа ќе биде носител на листа сега Христијан Мицкоски, така. Затоа е Димитар Ковачевски носител на листа. Тоа е идејата. Чи си го добил мандатот, го носиш понатаму. Ама ова добро, види, ај во вториот дел на емисијава сакам да се надоврзам уште една работа, а тоа е ќе влеземе во една тема која што е сетлива. Мислам дека целата ова, како да ја наречеме, фама околу израелски консултанти има во себе една црта на антисемитизам, ама ќе објасниме ми се чини после паузата. Време ни е малце за пауза, гледаме ќе тераме пола сат и повеќе. И повеќе од пола сат. Терам интересен прв дел од емисијата, почитувани слушатели, останете со вториот дел во кој ќе се обидеме уште некои други митови да ви разбиеме ово утро, затоа што е петок е ден за разбивање на митови. Ден за одмарање. Одиме со пауза за реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, шо беше ова со антисемитизм? Знам дека ти е чудно, ама да сега ќе го објаснам. Значи, антисемитизм има разни облици, еден од тие облици е овој, токму, кој што за жал го има пречесто и во Македонија и во балканската политика. Значи, спомене во некој контекст израелци, знаеш, веднаш тука се некои теории на заговор, некои разузнавања, некои мосади, некои специјални политички, бизнис, културни, вакви, такви карактеристики, едно друго. Каде е тука антисемитизмот? Види. Антисемитизмот во Европа произлегувал од фактот дека евреите биле едно големо дискриминирано малцинство, кое што за да преживее и да го во својот живот да може да го продолжи, нели, морало да развие форми на заедништво и исто така морало да се развива онаму каде што им било дозволено да се развиваат. Зошто евреите имале предност во Европа, Западна Европа посебно, а и тука на Балканот, во делот на финансиите. Затоа што Стариот Завет, лихвата, што не е кон браќата, значи што не е кон твојата религија, не ја смета за смртен греф, за разлика од христијанството и од ислам. Се друго им било забрането. Значи, едно од најдискриминираните малцинства било евреите, им било забрането земја да има. Им било забрането во делот во занетите да влегуваат. Што им било дозволено? Тура. Значи, затоа во културата има толку виолинисти, пианисти и така натаму. Тоа што ти е дозволено, таму развиваш, нели, експертиза. Финансиите биле дозволени. Што друго било дозволено? Било дозволено ајде интелектуална работа. Гледаш колку професори има исто така од таа религија и некои професии, како на пример лекари, фармацевти и така натаму. Ете го објаснувањето. Значи нема врска тука дека сега. А верувањето дека евреите па имаат некои специјални карактеристики исто така е форма на антисемитизам. Нормални луѓе се евреите како сите останати. Значи верување дека некој е супериорен или некој инфериорен е антисемитизам. Прилично стабилна, економски стабилна земја, да, политички и безбедносно се во една перманентна криза, да не речем перманентна војна, може би било пресилно, но Израел е синоним и за дигитализација и за многу други работи. Ивица, види се, еве зашто не може израелскиот, се извинувам, експерт да им помогне. Зошто не може да им помогне? Може ли да ги земеме неколку клучни точки од програмата Можеме? Ајде. 2020-2024 година некој слушател ни како се вика ни сугерира. Што вели слушателот? Вели, ај баш видете што СДСМ ветиле и исполниле. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Програмата на СДСМ се нели е заснована од 2020, таа што помина на 7 точки. Може добро. да... Ајде.
точка број 1. Нема, ме интересира, јасен бев за ова, зашо... Многу беше јасен и барем мене ми ги разјасни работиве. Се, точка број 1. Одиме. Точка број 1 од 7 клучни точки на СДСМ. Стабилна држава со развојна и конкурентска економија. Во изминатите 4 години ни една година не сме имале економски раст над 3%. Не сме имали, да. 3% економски раст уствари унозадување, да знаете. За оваа држава да живее подобро, треба стапката да биде минимум над 6%, според мене. Сакаш да кажеш да растеме. Добро, те разбирам. Значи да расте македонската економија минимум 5, 6, 7%, добро, за да биде ние стабилна држава. И ВМРО ДПМН, ако дојде на власт на наредниве избори, зашто постојат огромни изгледи, доколку не обезбеди годишен раст од над 5%, џабе ни е се. Да се разбереме. Значи вака, од прилика така изгледа со цифрите. Многу е сурова и екзактна економијата. Тоа е фактот. Ние не сме виделе економски раст над 5% од СДСМ од кој дојде на власт. Што значи ние економски не живееме подобро. Добро. Вели, во 2020 пишуваат, кризата предизвикана од коронавирусот ја видовме како можност за брза трансформација на нашата економија. За граѓаните и компаниите создаваме навремени мерки за справување со економските ефекти на кризата. Имаме држава што ги штити работните места, новата македонска така ги штити што 62.000 луѓе се иселени во Германија во овие 4 години. Само во Германија 62.000 луѓе. Ова е исто така екзактен факт. Не е ова измислица. Не е рекла кажала што би се рекла. Значи 62.000 граѓани на Македонија во последните 2 години, тоест. Не во цело, може 100.000 се од кои се на власт. Со иселени само во Германија. Другите земји од Западна Европа да не ги рачунаме. Супер. Значи, вика, новата македонска економија креира нови работни места за сите граѓани. Ние сме држава со пристојна живеачка, која се грижи за сите и во која што сите заработуваме. Градиме систем што ги штити работниците, во кој трудот на работниците се вреднува и плаќа. Не знам како ги заштитивте работниците со тоа што 67.000 денари дојде, 60.000 денари е потрошувачката кошница. Кошничка, да. Еве, послушателиве нека ни пишат кои заработува која фамилија на овие пари. Плата со која ни останува и за живот. Градиме држава во која што младите остануваат, придонесуваат и напредуваат во Германија. Во случајов, нели, некако што велат тие, држава во која младите ја гледаат својата... Градиме држава во Германија. Да. Значи, очигледно во Германија градиме држава. Сега одиме дале. Европска членка на НАТО, рамо до рамо со најсилните. Ивица, во ЕУ не сме членка. Не сме. Со францускиот преглед се заглави нашето... Јас колку што знам на локалните избори изборуваше Заев за отворени поглавја. Така што може ни од памет сме и членка. Кај да знам. Не само тоа. Ние имаме една друга состојба, тоа е дека со францускиот предлог тие ги одолговлекоа преговорите за недогледно време. Да. Значи практично со заложник на друга земја. На францускиот предлог нашата европска иднина станува се поневозможна во некој догледен рок. Не дека па нешто на другиве земји од Западниот Балкан е повозможно, ама добро. Европеизирањето ни носи ред, дисциплина, промена и иднина, велат од СДСМ, нивната програма. Видете, дисциплина и ред не е некоја идеологија. Едно да видиме европеизацијата, чекај, едно по едно идеме. Европеизацијата ни носи ред, дисциплина, промена и иднина. Ни носи ред за пасош. Да. Понатаму, одиме? Дисциплина како борбата против корупцијата. Дисциплина колку калории внесуваме дневно, затоа што немаме пари за... Не, ова, добро, понатаму? Промена и иднина. Ја носиме Европа дома. Ова е од програмата на СДСМ. Добро, ова со Европа никој не верува. Одиме дале. Дигитализирана. Сега ќе ви кажам. Што дигитализирана катастар го зема повторно. Значи вака се. Имавме катастар зезнат. Управа за матични книги. Пошти беа хакирани, не функционира електронскиот систем подолго време. Фонд за здравство беше исто така хакиран, некакви индици сега ги имаат нашите
лични податоци. Аха. У моментов додека збориме, Мепсо е хакирано и финансискиот систем не знае Мепсо колку пари има, колку треба да доплати до европскиот систем, до македонските фирми и така натаму. Огромен скандал е тоа, би требало да дискутираме. Агенцијата за електронски комуникации, која треба да биде носител на дигитализацијата во Македонија, не знам дали знаеш, во 2013 година, 14 има воведено електронски подпис на директорот. Да. Пошто ние како радиодифузер работиме со АЕК, мораме да работиме, во изминатите години електронскиот подпис е укинат. И на рака повторно подпишува директорот. Значи, во делов на дигитализација ние имаме де факто уназадување огромно, затоа што услугите не само што не се подостапни, туку се поукочени. Ние до толку сме лоши во дигитализацијата што најголем дел од државните институции немаат HTTPS сертификат за безбедност кога го отварате сајтот, и најголемиот врв е дека, Ивица, внимавај, имавме случај дека преку сајтот за јавни набавки беа копани биткоини. Така ја замислуваат дигитализацијата. Тоа е дигитализација, да. Држава со европски здравствен систем посветен на потребите на граѓаните. Гледаме. Особено на онкологија. Гледаме. Да. Особено на онкологија. Гледаме какви ни се клиниките. Клинички центар нема, иако има исплати за таа работа овде. Еден од гостите говореше. Тоа е состојбата во здравствениот систем. Нормално врвот, правна и праведна држава. Со сите криминалци на слобода. Аман бе. Така изгледа очигледно. Расчистуваме целосно со гроевизмот и неговите остатоци во судството. Велат се да само во програмата од 2020. Сета сила и енергија ја вложуваме во введувањето на ред еднаш и за секогаш. Правиме држава со која виновниците се казнуваат, а праведните напредуваат. Веројатно мислат за оној со кебапите. А кој друг? Кој друг? У меѓувреме нашата правна држава за неколку кривични дела го ослободи Палчо, кој уби старец и дете потоа. Драги Рашковски е на слобода, Мухамед Зекири е на слобода, Катица Јанева е на слобода, Сашо Мијалков е на слобода, Никола Груевски е на слобода. Не. Многу јако. Нели? Чистувањево. Нели? Расчистија. Еколошки зелена. Ха. Мислам, ова е мојот додаток. Иновативна за младите, создаваме средина во која младите ќе го јакнат предприемачкиот дух. Мислат на Дрин Мехмети, веројатно. Па кој? Добре. Ова е добро. А не го заборави Мали Заев. А? Не го Да, заборави. и он отвори компанија. Иновациите и креативноста. Општество што потикнува користење на талентите и вештините за подобрување на системот. Прилика ова е програмата. Иновативна за младите. Добро. Какви ствари они се исполнеа? Ја дигитализира Македонија за хакерите, не за народот да има по... Да, Мали Ахмети и Мали Заев растураат. За нив има иднина во државата, стабилна држава и развојна конкурентна економија македонците прават во Германија, каде што здравствениот систем го појачуваме од месец во месец со наши доктори. Значи, види, кампањава исполнета е. Да. И европеизираме Германија, ова е добро. Да. Германија ја европеизираме. Фантастични сме, мора да признам. Добро е тоа, види. Не, од прилика вака изгледа програмата. Клучните 7 точки во програмата на СДСМ, една да е близко до исполнување. Нема ништо, бе. Еколошки зелена, не знам сега, може да има некакви подобрувања, ма да не гледам. Таму имам најмалку знаење, тоа друго нема ништо. Зимава беше за никаде, се шо панатам. Беше за никаде. Сеќаваш. Од 7 точки немаат ни една. Од 7 клучни точки. Абе добро, види се. Ја и ти малце може би престроги, ја?
Ај кажи. Бараме позитивен пример било кој нека ни пише. Може би сме престроги. Престроги сме. Добро, 7 клучни точки на СДСМ се овие, почитувани слушатели, доколку некој мисли дека било што од ова испрето е. Се качувала платата, добро, факт, минималната плата се зголеми, но растот на потрошувачката кошница значи дека инфлацијата ја изеде платата. Ја изеде. Покачената и сега тоа не ни менја нешто многу. Ја изеде. Добро. И сега што ќе правиме? Што ќе правиме? Ништо нема да правиме, ќе продолжиме нели да живееме овде. Дик денеска треба Да, последното на што го зборевме, зашто ти нели навлезе во тоа, објасни го тоа, Лјупчо. За кое? За подписите, ајде. За подписите. Добро, иако нели одбивам да се објаснувам со луѓе кои се првенствено настроени, инструирани од власта да наштетуваат на опозицијата. Пред се тука мислам на политичката партија Левица, која вчера оваа тема ја крена. Значи, да ќе бидам искрен. Сите кандидати кои собираа потписи, најмногу потписи имаат собрано Гордана Силјановска Давкова, која има околу 30.000 потписи. Веднаш позади неа е Стево Пендаровски, кој има негде околу 22, околу 10.000, 7-8.000 помалку. Потоа следуваат Бујар Османи, Арбен Таравари, кои се тука негде во бројот на собрани потписи. Следува Максим Димитриевски, кој исто така ја надмина таа рамка од 10.000 потписи. Следува Стефчо Јакимовски, кој е во исто време на црната листа на Соединетите Американски држави, и последна по бројот на собрани потписи негде околу 11.000, 10.700 е Билјана Ванковска, кандидат на политичката партија Левица, која очигледно има единствена мисија да ја критикува кандидатката на ВМРО-ДПМН. Друга мисија нема. Зошто? Затоа што сите кандидати ги однесоа своите кандидатури вчера и завчера. Тие кои собраа потписи си ги однесоа потписите, тие кои собраа нели потписи и од собрани од 30 пратеници си ги однесоа потписите од 30 пратеници. Такви двајца се господинот Стево Пендаровски и господјата Гордана Силјановска Давкова. Тие однесоа поддршка од 30 пратеници, потписници на нивната кандидатура. Билјана Ванковска вчера рече дека Силјановска наводно не собрала потписи, дека лажела дека собрала потписи, што не е точно. Информацијата за 28.000 потписи е дадена од ДИК, не е дадена од Гордана Силјановска Давкова. И вели, на Фейсбук вели, дека неодговорно од ВМРО-ДПМН прво ги повика своите симпатизери и членови да се потпишат на кандидатурата на Силјановска, а потоа истите гласови да не ги употреби пред кандидатура во ДИК. Како е можно? Она што беше објаснато како човечки и граѓански пркус и давање на легитимација одеднаш да стане неважна дребулија во процесот на кандидирање. Уште сакам да верувам дека на 3 март, дека она на 3 март, тоа е денот кога се собираа најголем дел од потписите, не било само обичен политички блеф и спектакл, вели Ванковска. Многу интересно што ја напаѓа Силјановска, а не го напаѓа Пендаровски за истото, иако и тој е со 30 пратеници. Ова говори за тоа за кого работи господјата Билјана Ванковска, затоа што во најмала мера требаше двајцата да ги стави во ист круг, доколку беше објективна во критиката. И второ, кандидатката на опозицијската ВМРО-ДПМН и кандидатот на власта, односно Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова, поднесоа 30 потписи од пратеници наместо потписите кои ги собра едните и другите од една единствена причина, што доколку не го сторат тоа, тие нема да бидат кандидати на ВМРО-ДПМН и на СДСМ, туку ќе бидат кандидати на група граѓани, како што е кандидат Билјана Ванковска, како што е кандидат Максим Димитриевски и сите останати на ливчето. Зошто е тоа така? Затоа што
во изборниот процес, согласно законот за избори во Македонија. Кога вие настапувате во име на политичка партија, ви следува како буџет за маркетинг, за билборди, телевизиски реклами, радио реклами, вебсайт реклами, банери и така натаму. Буџет врзбазан на последниот резултат на политичката партија. Тоа значи дека сега Силјановска ќе го има како буџет за маркетинг, буџетот на ВМРО ДПМН со тие колку 40, 38, 9, колку пратеници имаше ВМРО? 44. Толкав колач ки следува. На Стево Пендаровски ќе му следува исто толкав колач врз база на тоа колку пратеници има СДСМ. Значи не коалицијата, СДСМ. Што значи негде од прилика исто ќе имат, затоа што СДСМ дел од пратениците не се нели на СДСМ, иако влегле преку нивна листа. И Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова, поради ова, така е направен законот, сега не е дали сакала Ванковска или не, ако не сакала, нека не се кандидира. Законот е поделен така. Ки имаат сега и така треба, затоа што не може некој политички маргиналец да има ист простор во медиумите и во маркетингот со некој кој доаѓа од политичка опција која има шанси да победи. Поради тоа е системот така дизајниран. И сега, не се фрлени во буниште тие 28.000 подписи, тие се доказ дека, освен поддршката на партијата, постои поддршка од луѓе реални со име и презиме кои отишле таму. Но доколку се базира на Стево Пендаровски и на Силјановска кандидатурата на тие подписи, тоа значи дека тие ќе имаат ист буџет колку што има и Ванковска. Те сваќам. И мислам дека ова е толку едноставно и толку и до сега толку им е јасно на политичките партии. Добро, ајде да кажеме зошто е, види. Подписите што ги собира и ВМРО ДПМН и СДСМ беа, меѓу другото, се покаже дека има и јасна народна поддршка за кандидатурите на нивните кандидати. Не е само партиската на пратениците. Не е само партиската база на пратениците. И мислам дека тоа беше покажано, нели? Може би грешам, ама не мислам дека грешам, а? Да. Не мислам дека грешам. Значи, но суштината што е? Суштината е, ова им е совршено јасно на сите политички партии кои учествуваат во процесот. На сите им е јасно. Но, зошто одбираат, може би не е фер во очите на јавност, во очите на овие помали партии, маргинални партии, според мене. Може би не е фер во нивните очи. Но, зошто одбираат да ја нападнат само Силјановска? Кога и Пендаровски го прави истото. Види, затоа што она што беше чудно е зошто па СДСМ го засилуваше ова. Ај се ова да кога го прави истото. Тука се гледа зошто СДСМ цел ден ова го засилуваше. Мене тоа не ми е јасно. Тука се гледа нешто што јас подолго време го зборувам. Еве, се обидов најчовечки да ви објаснам како изгледа и тука ја затварам темава, нема да се споменува повеќе нели оваа опција. Тука затоа што очигледно е за кого работи, како работи, самите тоа си го кажуваат дека биле порано измекери. Има еден добар коментар, вели, ја во 2008 земав 28.000 денари плата, а чорбата во ја кажува кафаната, која беше 80 денари. Сега зема вика 50.000 денари плата, а чорбата сега е 240 денари. Еве, Златев е економист. Каков е тој пораст на стандардот? Платата е зголемена 80% и тоа од скоро, а чорбата е помножено со 3. Каде е растот на стандардот? Па тоа сакам да кажам, не постои раст на стандардот. Раст нема. Живееме исто, независно што знаеш како? Да. Утре може да и текне на владата, да рече минимална плата во Македонија 1000 евра. И ќе стане 1000 евра минималната плата. Знаете колку ќе се зголемат цените? Во истиот месец потрошувачката кошница ќе стане 5000 евра. Така е. И тоа е, ќе се Така е. и покачувањето на минималната плата, доколку не се заснова на реални економски
параметри, туку исклучиво на популизам, создава само инфлација и не го подобрува животниот стандард. Економијата е многу јасна во однос на оваа работа. Ова се основни работи. 2+2 Во прва година се учат овие работи на економски факултет. Значи, доколку може, еве утре има правила да рече 1000 евра минимална плата. Да. И ја носи таа одлука, станува минималната плата 1000 евра. Знаете што ќе се случи? 5000 евра ќе ви отиде потрошувачката кошница. 6. Точно. У месец. Ќе отидете, чорбата ако сега е 240 денари, ќе биде 10 евра, 15. Точно. Ќе биде колку у Лондон да пиеш чорба, да јадеш чорба. И поскапо, у Лондон поевтино ќе биде. Многу едноставно, или било што да купиш во маркет. Има некои работи во економијата, таа минимална плата не е туку така, не им текнало и се злобни се. Некои не ќе да дадат поголема минимална плата. Има некаква причина зошто е тоа така. Еве е причината. Одма ќе се создаде инфлаторен процес, ќе пропаднат многу компании што нема да може да ја дадат, тие што ќе останат ќе ја дават, ќе редуцираат, ќе зголемуваат цени. И што имаме на крајот од денот? Ништо. Живот полош од претходниот. И голем дел од паѓањето на животниот стандард во Македонија се бележи токму од тоа популистичко зголемување на минималната плата држава. Бизнисменот нема да си скрати од себе, од своето. Он пак толку си израчунал, толку ќе си добија пак и повеќе. Тој ќе зголеми на цената и на крајот ти ќе им ја платиш платата на неговите вработени со твојата зголемена плата. Е вака од прилика како изгледа економскиот процес да ви објаснам. Но добро, Липчо, мислам дека да не одиме во други теми. Еден мој пријател од банкарскиот сектор вели, вика да ги ставиме, вика партиите, вика да котизираат, вика на берза, вика, затоа што за транспарентност. Види, знаеш ли што е котизација на берза за партиите? Избори. Види се вака. Избори. Ако партиите котира... Не, изборите се котирање. Берзански дериват. Изборите се тоа. Изборите се котизација вложил на Дуи. Секојаш. Значи, ја мислам дека најскапа ќе беше акцијата во Дуи. Не е така, најскапа се знае чија ќе беше, меѓутоа работата изборите се. Не, Дуи имаше, Дуи има перманентност. Затоа што ревењуто на Дуи е перманентно, он се од 2002, која трета, па наваму само 2 години не биле на власт. Да, 2006-2008 не беа на власт. Со Дуи имате една долгорочна стабилност на инвестицијата, доколку инвестирате во Дуи. Со ВМРО и СДС може да имате подеми, да, но може да имате и падови. Што викаш, малце пониско е од тоа што може да го ќадите со ВМРО и СДС, но е стабилно. Да. Ова е добро. А во случајот, на пример, во периодот од 2020 од 2020 па наваму, да. И ќарот е голем. Да. Покрај стабилноста. Имаме една експлозија. All time high стигна цената. Евентуално за диверзификација некој динар може да се даде на локално ниво само за Алијанса. Да. Со тоа што кај Алијанса треба да се следи ребрендирање или ДПА, па вакво, па онакво. Ако беше берзански продукт, Дуи ќе беше убедливо дали најдобриот берзански продукт. Збориме за пензиски систем. Да. Ако сакаш ризик, има други, да. Добро. Дуи ќе беше као биткоинот. Со овие all time high што ги живува периодов. Добро, ма види, се исплати тоа. На крајот, како вика? Добро. Сега, например, после овие избори и од која ќе дојде една поинаква оваква, може и шорт веќе да почне да се игра на Дуи, може да почне да се шорта на берза, дека ќе паѓа. Сам веќе го шортат Дуи. Ја го изшортав уште одам. Добро. Да. Почитувани веќе треба да се игра и шорт на Дуи. Почитувани слушатели, останете со 107,4 FM. Нема ништо на 107,4 FM, нема што да остануете, ќе се отидете на 98,1.
Тоа е новата фреквенција на Радио Лидер, запамтете ја. Ја уште не можеме, ми се врти старава ја кажувам, валјда треба да помине некој период да почнам да ја кажувам новата фреквенција. Останете со 98,1, слушајте ја најдобрата музика во Скопје, доколку живеете во Скопје, доколку сте надвор, отворете Лидер МК, горе имате слушај, ставете subscribe на нашиот YouTube канал, затоа што ви нудиме добра содржина секој ден, добар контент. Читајте lider.mk за навремени информации, еден од сајтовите кои најдобро котираат на time.mk, и спремајте си идат избори, ќе се собираат пенкала, ќе се собираат тефтерчиња. Една година знам дека изненадија дава и кафиња и такви. Понекоја заплака ќе падне исто. За пушачите секогаш кориснем. Но добро, мислам дека можеме да затвориме мисијата, Лјупче, така? Да, утре ќе одиме со We're SEO и така натаму. Еве ми велат, брате, нешто си уморен, гласот ти е зарипнат, бебето изгледа не спиело. Не, туку поради многу е зафркнат грипот, ова ми се постгрип ефекти некакви кои се надевам дека ќе се средат. А може имам и магарешка кашлица, ама не знам, затоа што лудаците кои не ги вакцинираат своите деца ја вратија магарешката кашлица, па сега се спремаме и за епидемија од морбили, каде што вакцинацијата во Скопје е под 50%. Не можам да верувам дека 50% од луѓето кои ги среќавам на улица нешто им фали.